реши за асоцијацијата што вложи пари? Добро, имавме почетен состанок со досегашните концесионери на плажите и со оние заинтересирани лица кои што сакаат да учествуваат на јавниот повик за добивање на концесија на плажите, на кои што беа отворени сите прашања кои што ги засегаат досегашните концесионери и евентуалните идни концесионери, и се договоривме, значи ова да е првична средба и за 2 недели да имаме повторно една средба, до тогаш да бидат одговорени од страна на локалната самоуправа дел од прашањата кои што секако се отворени од страна на концесионерите. Тоа се прашањата поврзани со досегашните инвестиции во плажите, прашањето поврзано со инвестициите во инфраструктурата за вода, за струја, за колектор, прашањата поврзано со издадените банкарски гаранции при добивањето на претходните концесии и прашањето поврзано со обештетувањето од настанатите поплави во 2010 година. Во меѓувреме се договоривме и сметам дека тоа ќе е многу значаен чекор доколку концесионерите формираат една асоцијација по примерот на хотелската индустрија, по примерот на асоцијацијата на туристички агенции, по примерот на угостителскиот еснав, и во тој случај заедно сложно и организирано ќе делуваат и кон нас како локална самоуправа и се разбира кон централната власт, затоа што најголем дел или најгорливото прашање кое што беше отворено е прекраткиот рок, а тоа е 5 години за концесија на плажите. Тоа беше сепак тука не смееме да вршиме планирање, туку тоа едноставно е обврска и тоа мора да се исполни. Значи, сето она што е диво, сето она што е спротивно на законот, мора да се елиминира. Меѓутоа, со разговор со концесионерите, ќе бидат отворени и многу други прашања кои што не се денеска начнати и се надевам дека ќе стигнеме до една чиста и јасна ситуација пред летото. Да, значи уште од почетокот ние го имаме детектиран овој проблем дека е сериозен, затоа што изминатата година имавме таков еден празен период, дел од плажите, ќе речам условно, работеа без концесија и тоа не сакаме да се повтори оваа година. Ние како локална самоуправа генерално сме насочени кон решавање на новите имотно-правни односи кои што настанаа со денационализација на дел од земјиштето каде што претходно беа лоцирани плажите и со изработката на урбанистичките планови. Меѓутоа голем дел од плажите можат и дури во скоро време да одат најавен повик за издавање на концесија. Секако, значи јас реков дека секако реков дека во нашите наредни состаноци, затоа што мора ни едноставно да ги почитуваме овие концесионери, тие се дефинитивно креаторите на развојот на туризмот во Охрид, ќе ги отвориме и прашањата и за некои нивни нерегулирани обврски, како што денес беа отворени прашањата за нерегулирани обврски од страна на локалната самоуправа кон нив. Да, затоа имаме ние денес и средба на Центарот за Југозападен плански регион, на кој што Центар за развој на Југозападен плански регион, едно од прашањата кое што сакаме ние да го отвориме како локална самоуправа, а тоа се регионалните депонии, затоа што може да се очекува во скоро време на седницата на совет, на општинскиот совет, да биде донесена одлука со која што ние ќе ги пренесеме ингеренциите за регионалната депонија на централната власт. Тоа е од причина што, за жал, Југозападниот плански регион има најмал напредок во поглед на регулирањето на регионалните депонии, за разлика од останатите плански региони во Република Македонија, кои што отидоа далеку понапред, и тие се веќе и во фаза на решавање на регионалните депонии по јавно-приватно партнерство или со формирање на јавно-комунално предпријатие. Заради, уште еднаш ќе повторам, слабиот прогрес на сите општини кои што го сочинуваат Југозападниот плански регион, најверојатно ќе бидат пренесени обврските ингеренциите кон централната власт.
Па прво сакаме да разговараме во рамките на центарот, сите 8 градоначалници и после да донесеме една заедничка одлука, бидејќи таква и мора да биде донесена. Сепак станува збор за регионална депонија, која што ќе е за цел югозападен плански регион. Ви благодарам. Концесионери. Не број да се зонување на периодот, така не издавање на плаќа по концесија. Добро, денес имавме една, би се осудил да речем, конструктивна средба со градоначалникот, на која ги изложивме ние како концесионери нашите проблеми, на кој наидовме на разбирање од негова страна, но би рекол дека не сме задоволни од досегашната соработка со сите туристички асоциации како во градот, така и во државата. Изложени сме на постојано малтретирање околу чести концесии. Кажавме дека ова ќе биде петти пат за последните 10 години како излегуваме на концесии, што со државата, што со градот. Исто така и околу висината на цената. Ние очекуваме во наредниот период уште неколку средби со градоначалникот да ги испегламе некои работи. Кои се вашите барања? Што барате вие? Нашето главно барање е продолжување на концесиите на подолг период и имање во предвид на сите инвестиции досега на плажите што се направени во градот, на луѓето што тоа го направили да имаат некаква соодветна предност при конкурирањето на тие плажи. Оно што се бараше непосредна спогодба да има... Непосредните спогодби важат за плажите што се испред туристичките објекти, односно хотелите. Од наша страна беше кажано дека ако постојат законски можности непосредна спогодба да случуваат хотелите, зошто на истиот начин да не можеме и ние како инвеститори на плажите каде што имаме објекти на истиот начин да ги продолжиме договорите. Што значи да имате предност? Тоа значи дека пред хотелите не може никој да конкурира за плажа. Без разлика кој колкава цена сака да постигне пред некој хотел, плажата не може да му биде нему доделена. Ја добива хотелот со непосредна спогодба со локалната самоуправа. Дали во овој момент се случува на многу од плажите да има луѓе кои што не се концесионери, кои што воопшто не концесионираат, кои што доаѓаат на диво пример во тегот на летниот период од планат Чанкови, а вие плаќате закупи, плаќате концесии. Во делот на нелојалната конкуренција сосема сте во право. Јас мислам дека кога ќе почне шпицот на сезоната во тие 30-40 дена, безброј на импровизирани шанкови, тезги и така натаму се поставуваат по плажите и не се води никаква контрола. Тоа е на штета колку на нас легалните концесионери, толку повеќе и на локалната самоуправа, бидејќи нема евиденција кој колку и со што све не се занимава по плажите. Остравувате ли дека сте инвестирали на плажи, дека може би нема да можете да ги добиете концесиите? Знаете, стравуваме. Нормално дека стравуваме, вложени се огромни финансиски средства. Премногу се вложени, периодот е многу краток и уште овакво едно малтретирање, но како што ви кажав досега по петти пат одеме на концесии, не сме имале проблем околу учествување на други конкуренти на плажите, што не значи дека не може да се случи. Девојкава не ме знаат мене. Јас денес излегов да ја поздравам одлукава на градоначалников, што вака не собра сите концесионери и копав концесионер на плажа побарав подкитно да ја менат Бранко Арнаудов. Тој е еден од првите што беше задолжен за концесионирање на плажите. Побарав од градоначалникот да ни се вратат сите инвестициски средства што има вложено за вода и струја на плажите. Ова зборам пред 15 години и денес од централата не се вратени. Побарав концесионер на плажа да се обештетиме од поплавите од пред 7-8 години и побарав концесионер на плажа да може плажите
од централното градско подрачје и плажите кои се надвор од градот немаат иста цена. Побарав од локалната самоуправа да плажите, поточно за плажата Лагадин, на која јас сум концесионер до пред година дена, се третираат исто како и другите. На другите плажи е дозволено да има ресторани, кафурина, а плажата Корали Лагадин и 10, 12 и 13 исклучиво се отворени плажи. Така да ние сме во една нелагодна ситуација да мораме да плаќаме кирија закуп за цела година, а ги работаме само со благодарение ако е времето добро, односно 2 месеци сила во сезоната. Се надевам дека ова новата локална власт ќе го има во предвид и овој пат одлучивме да формираме една асоциација, така да може преку неа сите наши барања да ги искористиме пред локалната и пред централната власт. Ставени во неравноправна положба со концесионерите во Струга, бидејќи да речеме таму се изградени огромни објекти на плажите, а се поставени сите услови нормално и се правило че тоа. Јас верувајте сум, можам да речам, првиот концесионер надиво вселен на Охридското езеро. Јас сум првиот узурпатор на плажа Лагадин. Од тогашно време 2002-2003 државната власт беа срушени плажите на Охридското крајбрежје. А стружани така малце занемарени беа и ден денес тие онака си работат, тие имат и тврда градба објекти, додека плажата, поготово Лагадин плажата, претходната власт сакаше да ја прави градска плажа со палми, штета. Добро е што тоа не се направи и се надевам дека ова локална самоуправа ќе овозможи плажите 10, 12, 13 работат исто као и плажите на централното градско подрачје, затворени објекти.